Prema еколошките наоди, Македонија се спомнува уште во 8 век пред нашата ера. Жителите на таа област формирале династии кои го воделе народот низ сите општествено-политички промени, стварајќи зад себе кралеви и вожди кои до денешен ден не е седна минати во нивната способност за раководење, војување, ама и во оставштината на материјални докази кои ќе го потврдат нивното постоење. Така, Македонија преживува долг период од античкото време, период од Римската империја, период од исламското робство, како и време под контрола на српските кралеви. Денес зачудува налогот дека Македонија треба да се откаже од историјата на антика, иако со векови живеела, творела и се надградувала токму во овој период. Очигледно е дека станува збор за политичка одлука отколку историска, најповеќе поради фактот дека поедини народи сакаат да лиздат од колачот на богатата историја на Македонија, како би се престорила во наследник на светскиот бренд наречен Македонија. Таков е случајот со соседна Грција, кога најнаш побара Македонија да се откаже од античката историја. Замислете, 8 милениуми да негувате организиран живот, да го проширувате делувањето низ светот како империја, да ширите култура, писменост и духовно верување низ племењата на кои културата им била послаба точка, и наеднаш денес треба да се откажете од се. Практика е на грчката историја да ги присвојува македонските кралеви за своји, иако грчкиот град Атина бил освоен од Филип II. Не можејќи сите кралеви да ги освои, грчката историја најмалку пишува за последниот крал Персеј, произлезен од династијата Антибонинити, кој владел од 179 година до 168 година пред нашата ера, откога на тој простор вмешува прсти Римската империја. Романите го испраќаат повозрасниот конзул Емилио Пауло на тлото од македонската античка почва, со намера да го испровоцира Персеј и да ја освои медитеранската земја. Битката се случила во градот Пинда, кога Емилио применува кратки копја со фрлање од далечина према војниците на Персеј, со што биле заштитени од дометот на смртоносната македонска фаланга. Тие или ќе го повредиле војникот, или ќе го убиеле. А ако не успевале, бегањето им бил последниот спас. Со оглед на ненадејниот напад, Емилио бил во пренос, пошто успеал во битката да ги зароби двата сина на Персеј и се повлекол до подножието на првата планина. Користејќи неколку македонци кои веќе биле романизирани, Енрико успева да го убеди Персеј да се предаде од утврдениот град Био, советување дека ќе ги види неговите синови. Наместо испочитување на договорот, Енрико го апси Персеј заедно со целото семејство, ама и со целото богатство што го поседувал и ги транспортирал во Рим. Италијанските историчари тврдат дека запленетото богатство од Персеј парадирало 3 дена низ улиците на Рим, низ кои поминале безбројни амбари полни со злато, сребро и статуи. Иштите потврдуваат дека Римската империја се одржувала најмалку 10 години на сметка на запленетото богатство од Македонија. Персеј бил во заданите на Рим само една седмица, како заробен противник, и не бил измачуван. Напротив, тој е спроведен во градот Албафученс, кој е најмалку 7 векови постар од Рим, и пуштен слободно да се движи низ округот, како почест према еден голем император на Медитеранот. Со него биле и неговите деца, ама без сопругата, што Персеј го прави силно несреќен. Тагувајќи за подмолниот начин на заробување и издвоеноста од неговата жена, Персеј умира после 4 години престој во Албафученс. За формирање на неговиот мавзолеј користени се заробени војници од Македонија,
кои на романите им препорачале како се погребува македонски крал. Остатоците на мавзолејот ги потврдува и македонскиот археолог Паско Кузман, дека е граден по теркот на обичаите за погреб на високи личности од Македонија, кога после кусо време, со донација на бизнисменот Ѓорđ Атанасовски, поставена е плоча на која пишува: "Овде почува последниот крал на Македонија Персеј, подарок од македонскиот народ." Се разбира на 3 јазици: македонски, италијански и англиски. За кусо време обележувањето на последниот македонски крал Персеј беше сидмата од страна на грчки екстремисти. Министерството за културно наследство и археологија Абруцо од Италија го врати обележувањето и при тоа воведе контролиран пристап до мавзолејот. Благодарение на нив, не само што добивме документ, концесија за право на доживотна посета на споменикот, току не излезе во пресред да разговараме со единствените професори во Италија кои исклучиво се бавеле со животот на Персеј. Така ни разговор со професор Енрико Каратели и професорката Вилма Келфедеричи, ќе имаме јасна слика за животот на Персеј, ама и за падот на дотогаш најефективното оружје, наречено македонска фаланга. Благодарение на нашите италијански пријатели, 2000-та година го посетивме мавзолеот или она што останало од него. Во 2005 година, на 30 мај, ја поставивме плочата на која пишува: "На последниот македонски цар Персеј од македонскиот народ." Според италијанските истражувачи, историчари и археолози кои ги проучувале Тулио, Цицерон, Промис, Плутарх, Тито Ливио и други кои пишувале за Персеј, е дека неговиот мавзолеј се наоѓа блиску до порта Максима на Алба Фученс, или, според други, на крстопатот на патот Маљано Капеле и Вија Валерија, што ги поврзува Скуркола и Алба, како што е и назначено на топографската карта на 145-та страница од воениот географски институт со наслов "Монумент на Персеј". Мавзолеот на Персеј од пред 2000 години представува наоѓалиште со безброј археолошки вредности кои треба слободно да бидат дадени на увид, како би се открила една престижна Македонија и нејзиниот последен цар Персеј. Ова се зборови на професор Вилма Пјерфедеричи. Сите наши контакти со професори кои пишуваат книги за Персеј, неговите војни и последните години поминати во Алба Фученс, се благодарение на големиот пријател и борец за македонските права, професорот Винченцо Бјанки. Во 1960 година излезена една книга за Алба Фученс. Во оваа книга се зборува и за гробот на Персеј, последниот македонски цар. Најпрвен би сакал да го поздравам мојот драг пријател, кој лично дојде овде, Паско Кузман, голем археолог, уште пред да ја раскажам сета таа сторија. Сторијата е многу чудна. Mi sono fermato e ho visto per la prima volta un libricino che parlava d'Alba Fucens. L'ho preso e На автострадата запрев и за прв пат видов книга која зборуваше за Алба Фученс. Ја купив и ја прочитав. Во неја пишуваше дека последниот македонски цар Персеј бил прифатен во Алба Фученс. Реков прифатен затоа што, како е тој третиран, е единствен случај. Како римјаните се однесувале према покорениот цар, и така дојдов да го видам ова здание.
Јас не сум компетентен за архитектура, но на ниво на инстинкт мислев дека мавзолеј се прави само за важна личност, иако таа личност доаѓа да биде третирана добро. Значи, треба да се препознае после смртта, без разлика дали е тоа вистина или според едноставно мислење е чисто едно единство, еден папок кој е врзан за Македонија и Централна Италија. Еве, затоа сум презадоволен што вие ја поставивте оваа табла и потоа ти пак ја посети Алба Фученс. Ова навистина е многу важно. И покрај економските тешкоти со времето што не ни дава можност да кажеме искоси ја тревата или да ја оставиме природна. Но со желба, како што кажа Паско, треба да се реконструира и ќе се направи добра работа. Но кога? Ке можеме затоа што постојат личности кои напишаа книги, представени овде. А тоа значи дека веќе се интервенира. Не сум сигурен, но уверен сум дека ќе го оствариме овој сон, да го донесеме со срце, што има право на ова уште пред многу години. Зашто секоја нација има право да ја брани својата историја. Понекогаш се случуваат и лоши работи, но не треба да се заборави дека ова треба да го знаат и идните генерации. Ова е многу важно. Јас се сложувам со Паско, со неговото искуство дека ќе се спонзорира реставрацијата, а и пријателите што ја напишаа книгата, во нивната генетика постои нивното побарување, затоа што тие би можеле да пишуваат и за некој друг цар. Но за царот македонски, според историјата, покрај генетското изразување, се уште не е познато, а дава гордост на оваа личност представена како голем цар. Зачудувачки е што најдобрите научници од Алба Фученс, за разлика од нас, ја проучуваат нашата праисторија, пишуваат научни дела, особено за последниот македонски цар Персеј, кој, иако заробеник од романите, бил погребан како големец. Јас сум Енрико Каратоли, научник по археологија, а пред се за Алба Фученс. Имав честа да го познавам професорот Мертанс од Универзитетот во Белгија во време од 1955-1960 година, кога ги направив и првите истражувања во Алба Фученс. Историјата на Алба е од нашите антички мегалитски ѕидови, а тоа би било 1200 години пред нашата ера, конструирани од времето на пелазгите кои дојде од Дордона преку денешната територија на Албанија. Тоа значи дека Алба Фученс е постар град од Рим. Точно, и тоа повеќе од 700 години, затоа што кога првпат Алба Фученс е изградена, според извештаите, градовите на латините направиле прослава, како ја нарекувале прослава на месото, каде присуствувале сите представници од латинските градови. Да кажам и тоа дека Рим е направен од градот Алба, кој најпрвен бил Алба Лонга и затоа жителите се викале албенци и албени. Тоа е град на два народа, албенци и албени, и тоа 120 години пред Христ, воопшто пред да постои Рим. Според преданијата од нашите прадедовци е дека има еден монументален гроб и дека тоа е гробот на Персеј, а без да знаат и кој е Персеј. Велеа само дека е голем цар, а според нив можел да биде и латински цар.
Така и јас, растејки, страсно ја засакав историјата и во едно од првите истражувања сватив дека Персеј е голем македонски цар за кој знам дека кога Рим ја сватил неговата сила по две војни, кога е победениот и Ханибал, римјаните доминирале со Медитеранот, но се соочиле со моќта на Македонија и со нејзиниот цар Персеј, кој бил нелегитимен син на Филип Македонски, тоест Филип Пети. Персеј имал и брат Деметрио, кој бил образуван во Рим, бил романофил, бил романизиран, а Персеј, кој не да не ги сакал романите, но се конфронтирал со нив и решил да го исфрли, за него да го номинираат како нов цар, иако бил легитимен син, но не од бракот на Филип Пети. Персеј бил одлучен човек и да кажем дека тој бил последен што се осмелил да се спротивстави на моќта на романите. Точно е дека тој, како постар, ја имал моќта, но романите ја предизвикале војната. Тој решил да се одбрани без да посака мир со романите и нивната доминација. Римјаните во тоа време имале волја да доминираат со светот, а тоа значи и со Персеј. Персеј издржал 3 години, се забарикадирал во градот, се сместил под Олимп и успел да одбие романската моќ. Решил да се брани, да добие победата над многуте прашања, но без жестина. Не верувам дека Персеј бил уверен во утрешнината. Романите, гледајќи дека не можат да го победат Персеј, го номинирале конзулот Емилио Паоло, кој, иако стар, околу 60 години, но одлучен човек, успел да ги организира романските трупи, кои биле малку изморени од војната, немајќи ја повеќе онаа храброст да земат учество во војната, која траела веќе 6 месеци. Паоло Емилио се искрцал во Грција и продолжил во Македонија. Потоа, со измама, со двајца трговци кои влегле кај романите преку Олимп, дошле од зад грб на Персеј, за да се вратат во градот Дио, кој бил град тврдина. Потоа бил фронтален напад, како што преферирале романите кај Пидна, каде бил и крајот на отворената војна, како што велиме лице в лице. Персеј ја прифатил војната знаејќи дека романите биле фантастични. Тие решиле да ги реорганизираат своите легии по рамницата и оние што ја освоиле славата, да кажеме, не беа македонците од Александар Велики, која поразил Персиската империја, ризикувајќи со копја долги 5 метри и тргнале обединето кон единствениот фронт. На почетокот романите биле поразени и дошле до подножјето на планината, каде што биле Карпите. Македонската фаланга тогаш се приближила и тогаш Емилио Паоло, кој бил интелигентен, своите легии кои повеќе биле од Марси и Албени, ги приближил кон македонската фаланга, сега малку расширена и имајќи кратки копја, додека македонската фаланга имала само долги копја, направиле зид, така романската легија била изманипулирана, имајќи кратки мечеви наречени шпански, но не толку кратки кои би можеле да ги фрлаат оддалеку. Кога еднаш се отворила македонската фаланга, романската војска почнала борба лице во лице. Во тој момент Персеј сватил дека губи војната против многобројната војска и избегал да се скрие во едно светилиште кое и романите го респектирале според човековите закони.
E appunto la falange figli con sé, se non che un traditore consegnò addirittura... Doznavajući дека синовите му се предадени на романите, Персей се вратил и романите го оковале и го однеле од Македонија. Rispettavano comunque le leggi del luogo, non potevano i romani prenderlo, però una volta saputo che i figli erano stati consegnati ai romani, Perseo fu costretto ad arrendersi e i romani, oltre a Perseo, diciamo che catturarono 1000 dignitari. По 4 години тие истите присуствувале на неговиот погреб кога умрел Furono во gli stessi Алба poi che Фученс. parteciparono al funerale di Perseo 4 anni dopo, perché morì ad Alba Fucens. Персей бил депортиран во Рим со своите 3 деца, Филип, Александар и Лариса, и неговата жена. Но за жена му не се знае ништо. Се вели, а тоа го кажуваат и латинските писатели, дека Персей е донесен во Алба со целата фамилија. Во Рим Персей бил однесен во затвор, но и за да присуствува на славењето на победата на Паоло Емилио и на богатството што тој го заробил од Персей. Diciamo il tesoro di Perseo catturato, si parla di 100 anfore piene d'oro, di argento, Се зборува за 100 амфори полни со сребро и злато, оружје и скулптури. Точно е дека благото на Персеј ги наполнило касите на римската држава за речиси 10 години. Тоа навистина е огромна работа. Добро, останал во Рим една недела. Да, потоа сосимнати пранги го довеле овде. Се зборува дека Персеј и неговите затвореници имале 8 подземни отвори, всушност фурни каде што биле сместени. Во Алба Фученс, точно на ова место за кое пишуваат Тито Ливио, Цицерон, Тулијано од Рим, дека една недела Персеј бил измачуван. Il Tulliano di Roma, un carcere di Roma, dove è stato, diciamo, per una settimana imprigionato Perseo. E non solo, è stato anche sottoposto a tortura, a dilegge, eccetera, eccetera. Dunque queste cose... Но да се подсетиме дека не бил убиен од романите, затоа што тој бил познат што се спротивставил на романите, победник во војна в лице. И затоа не се осудувале да го убијат. Персеј и тогаш имал контакти со конзулот Пауло Емилио, кој со сета своја моќ делувал на Сенатот да го ослободат Персеј со сите услови што ги заслужува еден цар. Le sue necessità erano gestite dal Senato, però Perseo si rivolse a Emilio Pali e gli chiese di intervenire По presso il интервенцијата Senato per на liberarlo Сенатот da quelle го condizioni ослободиле in cui un и го re донеле non во poteva Алба Фученс, и тоа слободен со своите синови. Ce ne sono le tracce nella storia, e il Senato a quel punto lo liberò dal Tulliano e lo confinò ad Alba Fucens, cioè a piede libero, proprio è scritto in latino, a piede libero, con i figli. Слободен, но само да се движи низ Алба Фученс. E così via. Però dopo По 3-4 години тој умрел од болката по своите деца кои истовремено умреле. Останал само Александар, кој потоа го студирал латинскиот јазик, се романизирал и е запаметен во Алба Фученс како писател со култура кој пишувал за албенците. è ricordato nella memoria. Би кажал уште нешто. Врз Персеј немало тортури во Алба Фученс. Го измачувале само во Рим. Вистина е дека во Алба умрел по 4 години и тоа заради разочарување. И тага, затоа што тој бил голем цар, бил третиран како голем цар, но пратен во Алба Фученс без придружба, без слуги и без жена му. Значи, умрел од така, сакајки да се самоубие, не можејки да го одбрани своето достоинство, иако бил слободен во Алба Фученс. Романите по повод неговата смрт решиле да го погребат со државни почести како големец на кој треба да се сеќаваат и со неговиот син Александар. Гробницата е овде, Вија Валерија. Од друга страна е Вија Астри. Знаете дека гробиштата обично се близко до населено место, па затоа
се оди до гробницата каде извираат сите историски факти. Старите албенци ја познаваат историјата и традицијата. Укажуваат на големиот гробен монумент кој постои кај Вија Валерија и општината Маљано ди Марси, каде вие ја поставивте плочата за спомен на Персеј. Dove noi abbiamo, quanti voi avete messo una targa al ricordo. Таму се најдени остатоци од урни, но не и името на Персеј. Но според албенците, тоа е гробницата монументална, конструирана од романите, но и од македонските заробеници кои биле во Рим, околу 1000, кои интервенирале околу гробницата и околу собирање прилози за мавзолеот, кој требало да биде спомен на Персеј. Circa 50 anni dopo la morte di questo Scipione. Ова е сигурно неговиот гроб, конструиран последователно. И сите индици водат кон тоа. Се уште е можно да се откопаат останки. La vexata questione, la famosa questione della tomba di Perseo, solo scavando sotto e trovando l'urna. Професорката Вилма Пјер Федеричи исто така го истражува животот и смртта на последниот македонски цар Персеј. Се викам Вилма Пјер Федеричи и целиот свој живот истражувам, но најголемите истражувања ги направив кога отидов во пензија, кога не бев задолжена да истражувам за плата за животни потреби. Тогаш се посветив на истражувањето на Марси, кој се навистина една прекрасна територија за истражување. Кога ја осознав вредноста на она што го конструирале албенците, за да владеат со своите градови со една конструкција која го направи градот неприфатлив, затоа што самиот по себе е една силна тврдина по својата геолошка конституција. Но еден дел зад нас е достапен и така тие го конструирале нашиот пат. E allora li costruirono il vallo. Mio marito fece la fotografia di questo vallo. Мажот ми ги направи фотографиите од ној насип кој е неповторлив. Зошто? Затоа што на носитот песок ги разорија ископувањата, па и нашиот драг пријател Франко ми кажа, доста е со ова, затоа што нема да останеме живи, ке не убие. А зошто? Franco, che dici? Bisognerà fermarli. Заради да ги запреме нив, за да не го урнат зидот, зашто тој е леп за нивниот живот. È pane per loro, è la loro vita. Quindi questa fotografia fatta da mio marito è un reperto. Онаа фотографија која направи мажот ми е еден историски пронедок. Потоа почнав да доаѓам овде за да видам каде беше затворен Персеј. Персеј го познав само како една звезда на небото. Не знав за него. Но потоа Персеј, последниот македонски цар, почнав да го преведувам. Тито Ливио го преведував од латински. Tito Livio. Tradurlo. Да латино? Dal latino. Од латински. Затоа што веќе направените преводи не одговараа на реалноста. Јас, како што веќе работев на геологијата, видов дека преводите се од експерти преведувачи, но тие не го употребуваа геолошкиот јазик, го употребуваа јазикот на преведувачите. Ете, затоа јас не можев да ги земам веќе направените преводи. Јас почнав сама да ги преведувам од латински, кој го студирав, и можев да преведувам. Така го запознав Персеј и природно, запознавајќи го, почнав да го обожувам. E naturalmente conoscendolo ho ammirato. Целото негово дело, неговиот живот, но понекогаш го сакав уште повеќе неговиот брајт, оној што Персеј го убил. Perseo uccise. Demetrio. Demetrio. Perché Demetrio? fece uccidere? Demetrio. Perché Demetrio, А così зошто го убил? dicono Затоа што i Деметрио testi, според текстовите е che вистинскиот Demetrio era син il на vero Филип figlio Пети, di а Персеј Филип Filippo син V. на една конкубина, Mentre Perseo незаконита жена. Era il figlio di una concubina.
E allora lui che fece? Disse qui si I to je mettono male le napravil. cose, Ovde per me è работите meglio che криват io лоши за con un мене, inganno со la еден faccio потек uccidere. ке го убија. Filippo V si accorse Филип Пети troppo доцна tardi, го забележал ormai era тоа morto пред смртта на Деметрио. Quindi, Така неговиот гест, così начинот да го poi искористи le сето sue она што му пречело, gesta, тоа беа il романите. suo modo di utilizzare tutto quanto fosse possibile per ostacolare i Може би romani. тој направил добро од една страна, Forse lui faceva зашто ги bene da собрал una parte, околу себе perché, сите што биле избегани од raccoglieva intorno a Македонија. sé tutti Но, coloro che правејќи erano толку од dovuti една страна, fuggire dalla одело Macedonia. добро, затоа што ги собрал Però, бившите facendo македонци, così, но ги собирал и andava другите, bene што da не una било parte, најдобро. perché raccoglieva gli ex macedoni, però raccoglieva anche i ladri, i coscripti, quindi non andava tanto bene. Comunque, Кога Рим quando го Roma осознал seppe ова, questo, посакале војна со dichiarò Персеј. guerra И така Perseo. настанала војната во која не можело да се интервенира со Пауло Емилио. Paolo Emilio. E un'altra cosa, un fatto naturale. И уште Chi нешто. ha Имало нешто avvantaggiato неприродно. i romani, Римјаните да напредуваат. perché Тоа ci било fu затемнувањето на un'eclisse месечината. di luna. Do you know? Знаеш, Tu lo sai? тоа било C'è затемнување на stato месечината. un'eclisse. Римските војници I биле romani предупредувани soldati за furono тоа, но avvisati не и македонците. dell'eclisse di luna. Purtroppo i macedoni no. Quindi quando la notte si oscurò, perché c'era l'eclisse Кога di luna, ноќта била che сосема cosa fece? темна, заради затемнувањето questa на è la месечината, mano си рекла, di qualche ова е ente раката superiore, di на qualche uomo, супериорното e битие. si son И messi a затоа се sono разбегале. scappati. Così Paolo Emilio, che già si stava stracciando le vesti, perché Тогаш Пауло non è che Емилио, кој веќе ја volgeva соблекол tanto облеката, а favore романите dei не биле баш блескави во успехот, Vide questo го виделе fatto фактот che i дека macedoni македонците се fuggivano развегуваат e и allora заминале gli во ha dato напад. sotto con la И battaglia ги e поделиле li ha така. E così. E dopo che cosa è stato? Dopo è stato che Што се случило потоа? Perseo è fuggito. Потоа Però Персеј uno избегал, dei re presso il но quale еден si è шпион го rifugiato, предал на романите l'ha и нему tradito. ништо друго не му E останало quindi сем l'ha да прифати consegnato ai Romani и да се e предаде lui со целото свое non ha богатство dovuto fare и altro che вредност accettare, и да го следи lasciare Пауло parte, Емилио во Рим. Dei suoi ori, dei suoi valori e seguire Paolo Emilio a Roma. E Perseo diceva Персеј си seguire веле il да го trionfo следам di Paolo триумфот Emilio. на E Пауло diceva tu sei Емилио. fortunato che Велел, io, ти vedi, си seguo среќен затоа da vi- што da vin- го vinto, следам tu da победникот. vincitore. E А Paolo Пауло Emilio Емилио gli му disse, кажал, non не sempre секогаш tutte сите le работи cose што che се appaiono плаќаат се sono вистински. vere, Ми умреа perché mi двете sono деца morti овие due денови. figli in Ти следи го победникот на Quindi своите tu- деца што се живи. Sì, segui il carro mio da vincitore, però c'hai i tuoi figli vicino perché c'hai 3 figli. Alessandro, Персеј Filippo, имал 3 деца. Александар, Филип и Лариса. И тие доаѓаат со тебе. Но тој бил и во Рим како затвореник. Да, малку, една недела, затоа што текстовите не се прецизни. Тој дошол и живеел овде со своите деца еден извесен период. Дури се зборува дека живеел како крал, а некои велат дека бил понижуван. Ова според фондовите не е точно кажано. Лариса и Филип се умрени од прилика во исто време кога и Персеј. Алесандро ги одживеал и останал да пишува за Алба и во Алба Fucens. Alessandro è sopravvissuto e ha fatto lo scrivano ad Alba Fucens. Сега неопходно е да се чуе и мислењето на нашиот голем археолог Паско Кузман. По се изгледа жителите и од Италијанската област Чочерија водат сметка за големите императори, неизмерно ги почитуваат. Токму тука почува посланиот македонски цар Персеј. Вие сте го посетиле гробот на Песари во не толку далечната 2005 година. Пренесете ни ги импресиите од гледката и вашето мислење за повеќе милениумскиот обстој на гробот од царот на македонскиот народ, односно нешто слично како и времето
Протопштик. Да, ние значи се префрламе на Стара Македонија, на античките времиња, на времињата кога Македонија била кралица на светската цивилизација. Значи времето кога Македонија значила империја. Персеј, последниот македонски цар кој што владел до 148 година, тоа е последната година пред нашата ера, 148 година пред нашата ера, тоа е последната година до која постоела таа силна моќна македонска држава империја, после која Македонија станала римска провинција и била поделена и понатака била најзначајна римска провинција на балканските, на Источна Европа, на балканските простори за Рим. Но таа 148 година е преломна година и отоаш Македонија па до денес е делена само на 4 дела. И тоаш била поделена на 4 дела. Подосна е делена на 4 дела. Во балканските војни е делена. Значи, ние постојано сме некоја од тогаш навака, имаме некоја чудна судбина на делби. Персеј, бидејќи бил победен од римјаните, од Емилио Пауло, римскиот војсководител тогашен, тој бил заробен и со целата фамилија бил однесен во Рим. Во Рим се однесувале кон него со доволна почест, но истовремено и бил заробеник. И тој по неговата смрт бил таму погребен. Значи, јас не бев само 2005-та, туку и 2008 и 2009-та повторно бев неколку пати во Рим, а местото Алба Фуценс, каде што се сметаше дека се наоѓа гробот на Персеј, на последниот македонски цар, се наоѓа на некаде на 100 километри источно од Рим. Првата моја посета беше во потрага по точната локација, по точната убикација на гробот односно гробницата на Персеј. Тамошните локални историчари и научници не знаеат точно да потврдат кој од неколкуте места во Алба Фуценс кој архитектонските остатоци на гробницата од Персеј. Тие имаја две теории. Едната теорија беше во населеното место кај Алба Фуценс. Алба Фуценс е археолошки локалитет, нешто како Хераклеја кај нас, Хераклеја Никезис. Тој си е од антички период локалитет, 2, 3 век и така натаму од римски период, и тоа е сега го посетуваат туристи и одат да го видат исто како Хераклеја што се гледа кај нас или Стоби, да речеме. Но покрај тоа Алба Фуценс има и жива населба, живо едно село или град, мал град, во кое што село исто така има остатоци од антички архитектонски споменици, вредности. Според една историчарка од местото, последниот македонски цар бил погребен во тоа место, во самото место, каде што имаше едни остатоци, но ние анализирајќи ги тие остатоци при нашата прва посета заклучено дека тие остатоци се од некои други објекти кои што се врзани со некој римска населба и град, врзана со Алба Фуценс малку подолу. И сметаме дека местото на гробницата на царот Персеј не е на тоа место, туку некаде на друго место во непосредна близина. По подолги консултации, анализи, дојдовме до сознание и дојдовме до еден простор во близина на автопатот, исто близо е до Алба Фуценс, каде што на една осамена пољана се наоѓаат остатоци и руини за кои што сметаме дека се навистина остатоците на гробницата на Персеј. Тие остатоци навидом се изгледаат многу така руинирано, но ако по-детално се изанализираат и се разгледаат, ќе се види дека тие имаат и други простори кои што укажуваат на тоа дека е тоа гробницата на царот Персеј. Домаќин на нашето путешествие до гробот на Персеј беше професорот Винченцо Бјанки. Тој потврди дека е вистинска срамота за Европската Унија, што го заобиколува за членувањето на една светска културна сила, како што е Македонија. Богатото културно наследство на Македонија го поврза со вредностите кои се слични во денешно време. Вие, ако имате голема вредност, како Ламборгини во гаража, ама ако Ламборгиното не го возите, тоа ќе ви скапе во гаражата и ќе останете без таа вредност.
Затоа ве молам, користете ги вриностите од вашето минато, како би му покажале на светот дека сте први и единствени во стварањето на светската култура, јазикот, писмото и духовните вредности на било која религија, подвлече професорот Винченцо Бјанки. Anche se questo popolo momentaneamente non fa parte. Јас го поканувам актуелниот председател на Европскиот парламент да се подсети на тоа дека Европа не постои ако една држава толку историска не е дел од неа. Тоа е како сакаате на рака, без еден прст, рака инвалид. Тој треба да ја респектира македонската држава, кој во моментов нема ниту морално, ниту културно право да ја издвојува Македонија од Европа. Ancora per l'Europa.